Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаѓевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Влегуваме во последната недела од предизборната кампања за локалните избори. Ако до сега беше жешко, сега ќе биде уште пожешко. Влегуваме во последната фаза од ветувања и преземање обврски за она што ќе треба да се направи откако некој ќе победи, ќе стане градоначалник или ќе биде дел од Советот на општините и на градот Скопје. Но мојата одлука за вечерва е малку да се тргнеме од политиката, само вечерва, затоа што сметам дека животот носи и други аспекти, не е се нели само политика, животот е сепак нешто поголемо. А јас сум убеден дека животот и историјата ги прават креативците и иновативните луѓе, оние кои што имаат храброст да направат разлика, луѓето кои што се осмелуваат така, да речам, впрочем, целата наша историја ја пишувале тие што се осмелувале, тие што правеле прв чекора, не тие што само следеле. Мојот вечерашен гостин е, според мене, токму таков, универзитетскиот професор Орце Симов. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на поканата. Имаме многу теми за разговор со вас, професоре. Ќе зборуваме и за криптовалути, ќе зборуваме и за храброста да се излезе на берза, да се тргува. Ќе зборуваме за многу работи, но за почеток сакам да влеземе со она што се појави во јавноста, но се уште не доби толку големо значење, иако вие го промовирате најмногу. Вие сте инаку председател на комисија во АЕК и на некој начин сте заложен за онаа фамозна телекомуникацијска кула која што се издигна на водно веднаш до крстот Скопје. Не знаат за што станува збор, верувам дека и сите во Македонија. Највисоката кула воопшто било кога изградена во Македонија, претпоставувам дека е така. Да, телекомуникацијската кула е највисок објект во Македонија. Вкупната висина кога ќе се изгради се комплет и кога ќе се постави последната антена што треба македонска радиодифузија да ја постави сега на врвот на челичната конструкција, ќе има висина околу 155 метри и со таа висина е највисок објект во моментот во Македонија. Па веројатно и пошироко, се не знам. Веројатно и пошироко, да. Инаку телекомуникацијската кула е започната да се гради 2012 година. Така е, цел еден век помина од тогаш, да. Помина доста време, ние сега се обидуваме да вложиме максимални напори да ги разрешиме сите нерешени проблеми изминатиот период и да го завршиме што е можно побрзо тој објект. Инаку телекомуникацијската кула наводно е атрактивен објект со футуристички изглед, неправилна геометриска форма, која што привлекува внимание и се надевам дека заедно со крстот кој што се наоѓа во непосредна близина на телекомуникацијската кула ќе бидат атрактивно место и за привлекување и на гости и на туристи и од тој аспект да добиеме посебна употребна вредност на самата телекомуникацијска кула. Така, то несомнено ќе биде така, јас ако не се лажам, се предвидува и ресторан тамо и тоа е ресторан кој што ќе се движи, нели, ќе се врти. Да, па телекомуникацијската кула на неа има 4 платформи кои што имаат од прилика од 199 до 201 метар квадратен, значи во просек 200 метри квадратни корисна површина. Има 4 такви платформи. Инаку телекомуникацијската кула започнува од надморска висина кота 1034 метри. Таа се состои од повеќе главни компоненти. Најглавна компонента е бетонското стебло или бетонскиот столб кој што е висок 115 метри. Тој на почетокот има поголема ширина во долниот дел и понатаму како се качува нагоре се стеснува. Инаку тоа е доста цврсто бетонско стебло кое што се состои од посебен така наречен самоливен бетон. Надолу во карпата има темели кои што се со должина од 8 метри. Има во бетонското стебло челични профили кои што се со фи 40 мм поставени на 5 мм растојание и сето тоа е пополнето со така наречен самоливен бетон. Конструкцијата е тестирана во Институтот за земјотресно инженерство во Скопје и значи максимално е стабилна. Максимално е стабилна, издржува и земјотрес од 10 степени по Рихтеровата скала. Не дај Боже да дојде до такво нешто, но добро. Не дај Боже да дојде до такво нешто.
Потоа на тоа на тоа бетонско стебло е монтирана челична решетка, која што ја поставивме последниот период, последните неколку месеци. Таа има висина 27 метри и на неа ќе бидат монтирани антенски системи на македонска радиодифузија, пред се антенски системи за дигитално радио, за така наречено ТДАП радио, и на челичната решетка што е 27 метри висока, над неа треба да се монтира исто така антенски системи од македонска радиодифузија, 3 сегменти од по 5 метри висина, така што вкупната висина на целиот објект ќе дојде околу над 155 метри и со тоа ќе биде највисок објект во моментот во Македонија. Добро, и сега морам да ве прашам. 2012 е започната, во Македонија сме навикнати работите да се прават така споро, полека, ситно, меѓутоа навистина колку и да е комплексна оваа кула, сепак поминале 13 години, во кој што во еден подолг временски период имаше застој, потоа вие се појавивте, па почнавте да притискате. Реков нема да мешаме политика вечерва, нема потреба. Меѓутоа, ако не се лажам, и сега, за да се пуштат дел од тие антени и што, повторно ќе треба некаква согласност која што не може да се добие, затоа што градот Скопје нешто не му е по мерак. Сега кулата во градежниот дел е завршена. Видовте дека последните месеци го симнавме и кранот и тоа беше специјална операција, така што беа повикани и луѓе од странство, кранот е симнат. Инаку кулата има, како што спомнавме, 4 платформи. Една од тие платформи ќе биде за македонска радиодифузија. Тие самостојно треба да монтираат своја опрема таму. И во платформата која што има отприлика 200 метри квадратни површина и надвор на објектот треба да монтираат антенски системи. Понатаму една од платформите е за мобилните оператори. Значи мобилните оператори ќе добијат таа платформа, ќе делат заедно, можат во неа да постават сопствена опрема и да постават антенските системи кои што сега се расфрлани на врвот на водно, ќе бидат собрани сите на таа телекомуникацијска кула и во иднина новите оператори, а сега сме во постапка и на воведување на трет мобилен оператор, тој наместо да добива градежни дозволи, да гради објекти, да ги поврзува на електрична енергија, тоа веќе кулата е направена и на неа ќе може да го монтира веднаш тоа што му е потребно. Третата платформа ќе биде поделена меѓу војската и полицијата и тие ќе можат да ја користат за сопствени намени и четвртата платформа, највисоката платформа, таа е кафетерија која што се врти, на неа има ротациона платформа која што се врти. Брзината на вртење е променлива, меѓутоа кога ќе се употребува, ќе биде наместена на брзина да врти еден круг, односно 360 степени за еден час. Значи, доколку се седи на таа платформа, за еден час ќе може да се разгледа околината на Скопје. Што е многу атрактивно вака, морам да признам. признам. Тоа е многу атрактивно, таму нема да има голем број на маси, нема да можат да се прават свадби поголеми веселби, како што се спомнуваше во некои Да, имаше сериозна расправа околу тоа. Нема да има такви работи, таму нема ни да се готви, ќе може да биде послужен некој пијалок, кафе, некој сок, можеби некој алкохолен пијалок. Значи, добро, ова да го расчистиме, бидејќи навистина се појави една нервоза во јавноста, дека таму ќе се прават чуда заради атрактивноста на местото и нормално се знае дека од средноводно нагоре не може да се оди со автомобили, сега овдека излезе па како ќе одат свадбарите со 100 автомобили нагоре и така натаму, значи оваа работа отпаѓа целосно, таму одите ако се качите пешки како што е ред, да се напиете кафе, сок и да се вратите назад. Да, на таа најгорна платформа ќе има предвидено е да има 14 маси, на секоја маса ќе има 4 стола, значи вкупниот капацитет за гости ќе биде 56 гости. Тоа е релативно мала бројка и ќе има само пијалаци и евентуално некакви сендвичи, нема да има готвење. Инаку патот до таму го регулира град Скопје, во моментот на средноводно има рампа, така да со возила не е дозволено качување нагоре, до кулата може да се стигне или со пешачење или преку жичарата во временскиот период во кој што работи самата жичара. Така, го избегнавте политичкиот момент, јас колку што знам, велам дека се чекаат некакви дозволи за се да се заврши, меѓутоа чисто да го финишираме овој дел од разговорот, кулата е во она стандардна смисла готова, сега се работи за финеси практично. Се работи за финеси, останува уште поврзувањето на мрежата од ЕВН, за тоа ни се потребни некакви урбанистички планови одобренија за поврзување на таа мрежа од ЕВН, инаку таму има и два агрегати кои што се со јачина над 1 мегават, доколку снема електрична енергија, да може самиот објект ќе се напојува од тие
дизел агрегати. Понатаму во изминатите неколку месеци беше решен проблемот со пречистителна станица која што беше и не беше дефинирано каква треба да биде, каков тип, како да функционира. Сето тоа сега е разрешено, истата е монтирана, поставена, тестирана, пуштена во функција. Решен е проблемот околу резерварот за дизел гориво, решени се останати проблеми кои што стоја изминатиот временски период, така да останува уште приклучокот наивана на електрична енергија и ќе биде спремна за употреба. Ајде да се надеваме дека аман. Се надеваме дека исто така таа ќе представува и едно идно, атрактивно обележје на градот Скопје и да се радуваме дека нешто е направено и изградено. Така. Ајде сега на кратко нешто да поспоруваме за идните аспекти на регулацијата на електронските комуникации. Ова е многу важно, вие сте и во овој сегмент засегнат. Секогаш таа регулација на електронските комуникации кај нас е во некаква сенка магла на недоволно познавање, веројатно за негоден дел граѓаните тоа и нејасна целосно форма, па може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Сега има револуција во светот во индустријата, значително се менува самиот економски светски поредок, економијата, дигиталниот свет значително ја трансформира самата економија каква што ја подразбиравме во светот, ги бриша границите на пазарите и тоа влијае и од аспект на тоа што треба понатаму да работат регулаторите. Агенцијата за електронски комуникации како регулатор понатаму во иднина треба да го прилагодува и своето работење. Ако до сега се регулира ресурсите кои што ги користеа телекомуникацијските оператори, како фреквенции, пазарот ако се контролираше делење на броеви и така натаму, понатаму во иднина имаме предизвици и во делот на новиот дигитален свет, дигитална економија, вештачка интелигенција и така натаму. Треба да почнеме да размислуваме за така наречени regulation sandbox. Тоа е концепт во кој што мора да обезбедиме на тие што сакаат да пробуваат нови технологии, тоа да го направат без да инвестираат големи финансиски средства и да не поминуваат низ комплицирани процедури. Можеби некој сака да пробува некоја нова иновативна технологија со која што ќе произведе некој производ и услуга погоден за продажба на целиот свет, со кој што ќе генерира дополнителна додатна вредност, меѓутоа тоа во одреден сегмент да опфаќа потреби некој што ги регулира одреден регулатор. Ние мора тоа да го овозможиме во лимитиран временски период, без комплицирана процедура и без плаќање, таквиот економски оператор да може да ги испроба тие технологии. Мораме да бидеме ориентирани, да им помагаме на поединците и на компаниите да можат да иновираат, да генерираат нова вредност и да креираат, да не ги ограничуваме со силни регулаторни постапки и процедури. Со непотребна бирократија во превод. Со непотребна бирократија, затоа што самата регулација, доколку е во прекумерен опсек, прекумерен обем, таа ја гуши економијата и ги гуши и самите иновации. Затоа што доколку некој иноватор, доколку некоја компанија има иновативен производ, и доколку за тоа треба тој да спроведе комплицирана процедура, тој би се откажал од тоа. Значи мора да го прилагодиме самото принцип на работење, да им одговара на луѓето и на компаниите што работат во нашата земја. Значи американскиот систем, а не европскиот, најкратко кажано? Да, постои една шега која што се кружи во светот, а тоа дека Америка иновира, Кина копира, а Европа регулира. Ние гледаме дека во моментот во најголемите 20 компании во светот, кои што имаат маркет капитализација голема и подредени по таа листа, нема ни една европска компанија. Има амерички компании, има Сауди Арамко, тоа е нафтената компанија на Саудиска Арабија, има неколку кинески компании, нема ни европска компанија. Затоа што и сега таа шега е прилично точна со промена во тоа да веќе во последниот период Кина не копира, туку веќе почнува самостојно да иновира, почнуваат самостојно да градат фабрики кои што произведуваат чипови за вештачка интелигенција, прават оперативни системи за мобилни телефони, така да ако до сега копира, сега веќе земаат и значителен удел во самото иновирање. Но Европа каска, тоа е основата, заради регулацијата, заради преголемата регулација. Европа каска, меѓу другото и заради преголемата регулација. Затоа мора
и ние во Македонија да регулираме толку колку што е потребно, но не повеќе од тоа, затоа што секоја прекумерна регулација воведува нова бирократија и која што прави висок праг и на компаниите и на луѓето кои што сакаат нешто да работат и многу од нив се откажуваат и не сакаат да го прескокнат тој висок праг. Значи мораме да ги симплифицираме работите. Апсолутно се согласувам за ова и навистина мислам дека и во тој правец одат сите најави од нашите политичари ако сме реални, меѓутоа тоа конечно да премине во пракса, а не само на зборови. Има уште еден момент во овој аспект што ме интересира, потоа преминуваме на нешто уште поинтересно. Многу се зборува за таа фамозна дигитализација. Министерот Стефан Андоновски е пуштен на најако што се вели, создава тамо, прави, пусти целото министерство. Многумина не прават разлика кај нас меѓу дигитализација и дигитална трансформација, што е интересно, а постои нешто што се рекува и дигитизација. Да. Чисто за јавноста, кои се разликите меѓу овие три поими? Па тоа се едни термини кои што во последниот временски период често се среќаваат и се интересни за употреба, многу често се користат и во приватниот и во јавниот живот, се креира некоја фама околу нив, меѓутоа во суштина се состои околу тоа да се оптимизираат процесите, да бидеме поефикасни. Значи, дигиталната трансформација овозможува ние да имаме систем кој што има поголема ефикасност. Ние ако ја земеме физиката, таму има една формула, коефициент на полезно дејство кој што е еднаков на количник од добиената корисна енергија поделено со вкупно вложената енергија. Да речеме, ние кај еден дизел мотор или мотор со внатрешно согорување имаме коефициент на полезно дејство што е помало од 50%. Значи, вложуваме 100% енергија од тоа во движење, во корисна работа, добиваме не помалце од 50%. Другото се ослободува во триење, во топлина, во некои други системи кои што се потребни за да се добие таа реална работа. Кај електромоторите тој коефициент на полезно дејство се движи над 90%. Кај трансформаторите е 98%. Имаме некаква примарна намотка, тамо носиме енергија, на секундарниот дел добиваме над 98%, значи прилично висока ефикасност. Дигиталната трансформација овозможува системите да имаат поголем коефициент на полезно дејство и во тоа се состои, тоа е фундаментот на самата концепција. Ние ако имаме дигитално трансформирани државни институции. Тоа значи дека тие ќе добијат поголем коефициент на полезно дејство, односно ќе постигнат повеќе со 1 денар платен данок, или 1 евро или 1 долар. Ако вложиме, да речеме, 100 милиони денари без со 30% коефициент на полезно дејство, ние ќе добиеме корисна работа за 30 милиони денари. Ако ни става дигитална трансформација, ние го зголемиме коефициентот на полезно дејство на 60%, ќе добиеме 60 милиони денари корисна работа за 100 милиони денари вложен. Значи, суштината во дигиталната трансформација не е да се контролираат луѓе, туку да се подобри, да се оптимизира, затоа што ние како земја сме во конкуренција на другите земји. И ако заостануваме, нашите граѓани нема да имаат толку добар живот. Нашите компании нема да функционираат во околина која што е погодна за водење на бизнис. Останатите земји ќе имаат поконкурентна околина за водење на бизнис и тоа ќе значи селење и на населението, па и на бизнисите надвор од државата. Тоа е, да речеме, како ние сега имаме автомобил што има коефициент на полезно дејство 30%, а друг некоја соседна држава, например, има автомобил што има корисно дејство 60%, таа истата работа ќе ја врши со двојно помалку гориво, значи ќе биде поефикасна од нас. Затоа ни е потребна таа дигитална трансформација. И во изминатиот период и на кризи многу извештаи покажаа дека земјите кои што се дигитално трансформирани, кои што имаат дигитално трансформирани институции и компаниите кои што имаат дигитално трансформирани институции полесно ги пребродуваат кризите. Суштината, фундаментот е зголемениот коефициент на полезно дејство по формулата која што ја знаеме од физиката, корисна работа поделено со вкупна работа. Значи, мене многу ми се допадна. Морам да признам начинот на кој што го објаснивте со оваа формула. Самата формула еве не ја познавам, бидејќи сум заборавил, ако сум учел во 8 оделение можеби. Меѓутоа, логиката на нештото, на начинот на кој што го објаснивте едноставно е совршена. Тоа е тоа. Добивате поголема вредност за исто вложени средства. Во превод или штедите. Истата вредност за помалку вложени средства. Значи ќе можеме да направиме
нешто повеќе. Добро, на пример една Инаку, Естонија или термини. некој таков, не знам, Естонија е особено квалитетен пример за тоа. Со таа нивна фамозна дигитална трансформација направија чудо. Да, А се наоѓаат исто така во еден лош environment, во една лоша, да не се лажеме, тие се на граница со Русија. Постојано се тресат дека некоја бомба ќе им падне тамо, меѓутоа целото општество влезе во приказната и го направија тоа што го направија. Има повеќе примери околу тоа, да се навратиме само околу тоа што го поставивте како прашање, што значат тие термини дигитизација, дигитализација и дигитална трансформација. Дигитизација терминот значи дека некои податоци што се во аналогна форма да ги трансформираме во дигитална форма. Например, имаме документи кои што се во хартија, некоја архива. Доколку тие документи ги скенираме и ги претвориме во дигитална форма и ги зачуваме во некакви бази на податоци и компјутерски системи, тоа се вика дигитизација. Или да речеме во некоја телевизија, еве како што е Алфа телевизија, доколку има некои стари снимки што се снимени на ВХС касети, доколку тие касети се записот на тие касети се трансформира од таа аналогна магнетна форма во дигитална форма, тоа се вика дигитизација. Дигитализација пак е процес на претварање на постоечкото работење во работење со информациони средства. Значи, ние работиме на одредени принципи, не користиме софтвери и принципите кои што ги имаме во работа, за нив имплементираме софтвер и почнуваме по истите принципи да работиме, меѓутоа со користење на информациони средства. Дигитална трансформација пак е нешто повеќе од тоа. Тоа значи да се реиновираат процесите, одново да се реобмислат процесите. Да не работи институцијата така како што работи до сега, или компанијата да не работи така како што работи до сега. Туку, еве ако се задржиме на една државна институција, таа државна институција да направи попис на сите услуги што ги дава спрема граѓаните и спрема стопанството и да види за секоја услуга, да се направи анализа. Кои се потребните документи кои ќе дојде одредено лице за добивање на таа услуга. Која патека на движење тој предмет ја поминува низ службите на институцијата, за на крајот се добие излезниот резултат, односно тоа што го бара корисникот или компанијата. И да се оптимизираат самите потребни документи и да се оптимизира и патеката по која ще се движи тој предмет, да се оптимизира таа патека, да ги избегне сите непотребни точки, да се отфрлат сите непотребни документи, значи да се оптимизира и по документација и по траекторија и откако тоа ќе се реиновира, ќе се реобмисли целиот процес на работа, тогаш тој ново дефиниран процес да се трансформира во софтвер, во база на него да се изработи софтвер и тој софтвер да се стави на користење преку интернет, преку компјутер, преку мобилен телефон, да биде достапен на самите корисници. Тоа е дигитална трансформација и целта на таа дигитална трансформација е, како што рековме, зголемување на ефикасноста на институциите, односно на компаниите. Со многу помалку да може да се постигне многу повеќе. И ограничените ресурси што ги имаме, да ги искористиме за нешто друго, за создавање на некоја дополнителна вредност во општеството. Професоре, објаснето како за на час. Ви благодарам за овој начин на кој што ќе објаснувате работите. Мислам дека сега станува и многу појасно што всушност се обидуваат да направат и во министерството и сите воопшто засегнати, затоа што тоа е начинот, да. Доколку има време околу тоа Естонија, што Поведете слободно. Инаку Естонија е една од најдигитално трансформираните земји во Европа. Ја спомнавте неа како пример. Последниот извештај што беше направен репорт од Европска унија, Малта и Естонија се најдигитално трансформирани земји и тоа им овозможува да бидат нивните институции многу ефикасни и за граѓаните и за стопанството, да го олеснуваат работењето и на компаниите и да го олеснуваат и тоа им зголемува и конкуренцијата. Тоа ја зголемува конкуренцијата. Дополнително, доколку таа дигитална трансформација во тие земји, а ја вршат нивни локални компании, тие добиваат знаење и ноу-хау и можат тие услуги да ги нудат и на надворешниот пазар, и со тоа да се генерираат дополнителни средства кои се внесуваат во нивните држави. Така. Сега, преминуваме на друга тема, исто така многу интересна, особено за оние граѓани кои што сакаат да учествуваат на вакви пазари. Сакам да зборувам малку за криптовалути и на вашето претходно доаѓање овдека позборувавме на таа тема, тогаш објаснувавме и кој е човекот што го создал или го склопил во едно за да се добие биткоинот и така натаму. Меѓутоа, морам да признам,
овој пазар на криптовалути се менува исто така со голема брзина. Сега, буквално пред 2 дена имавме еден случај кога една изјава на председателот Доналд Трамп, буквално една изјава на председателот Доналд Трамп, направи лом, што се вели, на тој пазар. 9 милиарди долари беа изгубени, повеќе од не знам, илјадници, милиони, да не речам, граѓани кои што вложувале таму изгореа. И тука беше објаснувано по медиумите што значи колку и овој пазар нестабилен, иако целата идеја на криптовалутите е тие да бидат постабилни од класичните. Меѓутоа, еве, се покажува дека и тие се зависни од политика, и тие се зависни од изјави дури, затоа што реагираат на начин на кој што реагира генерално секој пазар. Меѓутоа, факт е дека биткоин конкретно го земам како пример, иако сега му падна цената на 110.000 долари, до неодамна беше 134, 120, беше на историски максимум. Да. За оние кои што се песимисти дека оваа приказна нема да обстои, ваквите падови, како овој што го споменавме по изјаваната на Трамп, веројатно е додава масло на огнот. Меѓутоа, вие сте застапник, како така можам да кажам, на другата страна која што вели дека овој пазар на криптовалути и тоа како има иднина. Па во секоја работа, во се што постои во светот има некакви ризици. Иначе, според мене, пресензитивно е реагирањето толку на изјави на политичари или пак на тоа како се менува инфлацијата или на некаква мала промена на процентот на вработеност или невработеност во одредена земја толку силно да реагираат пазарите. Така што изминатата недела имаше пат и на берзите, и во Америка, и во Европа, и пат имаше на криптовалутите. Инаку криптовалутите се прилично нестабилни во својата цена. Цените варираат прилично горе-долу. Кај нив е карактеристично тоа што тие не се регулирани од ниедно тело. Тие се децентрализирани. Значи, не постои централно тело, не постои централна банка која што ги регулира самите валути. Тие имаат одреден протокол, одреден математички концепт по кој што функционираат и однапред се знае колку ќе има емисија, кога ќе се издаде одредена количина на криптовалути, како се издава и така натаму. Значи, не може тоа некој со политичка или со било каква одлука тоа да го менува. Карактеристиката е дека не се регулираат од некакви централни институции. И тоа им дава за оние што сакаат да веруваат во слобода, така да кажам, им дава простор да веруваат дека не се контролирани. Ние живееме во една параноја, морам да признам, не мислам ние овде туку воопшто во светот. Не може некој да ви затвори сметката. Така. Дека некој постојано нас не држи. Се што правиме, впрочем да го земеме примерот со не знам ова сега што ќе почне во Скопје да функционира камерите за наблюдување на автомобилите, на сообраќајот, и од тоа ние правиме значи сега некој ќе не гледа, сега некој ќе не снима, ќе не контролираат. И за овие луѓе ова е тоа како погодно тло, затоа што едноставно веруваат дека е ова слободен пазар на кој што функционира по сопствени правила. Ова е многу важно. Меѓутоа и тука има еден куп тајни. Јас морам да им открием на граѓаните во еден разговор што го имав со вас неодамна, ве прашав и тука сакам да го чујам вашето мислење. Реков дека е прекомплицирано овој систем создаден на криптовалути, толку е добро направен, толку е комплициран во технолошка смисла, што не е возможно да го направил тој еден човек, макар бил и тој фантастичен Сатоши Накамото, наводниот, кој што никој не го познава, оставач на биткоинот. Значи, и мојата претпоставка беше дека во прашање се тајни служби, може би, кои што едноставно создале, креирале нов амбиент, нова состојба на валути, за да можат повторно да влијаат врз одредени активности во светот. Меѓутоа, вие сте драстично против и ве молам објаснете ми зошто. Криптовалутите, вака како што се познати во оваа форма сега, прва криптовалути што е позната на пазарот, тоа е биткоинот, за која што така наречениот white paper или документ во кој што е објаснето како ќе функционира самата криптовалута е издадена 2008 година, а таа е направена и почна да се употребува од 2009 година. Инаку и потоа се креира голем број на криптовалути, во моментот има можеби над 20.000 криптовалути. Пред биткоинот постоја обиди за креирање на
електронски пари, на криптопари, на финансиски некој инструмент кој што ќе биде децентрализиран и нема да биде контролиран од било каков ентитет. Првите обиди за електронски пари се уште во 1983 година. Па тоа е реализирано 90-та година со една валута што се викаше e-cash. Па потоа излезе e-gold. Па има пред биткоинот BitGold, па има една хеш-кеш. Значи ова е сериозен историјат има, да. B-Money, значи B-Money. Најмалку 5 обиди да се креира таков производ има пред да се појави биткоинот. Инаку биткоинот 2008-2009 година он е базиран и обединува неколку технологии. Значи тој користи peer-to-peer комуникација. Веќе постоеја системи и софтвери што има peer-to-peer. Тоа беше развиено. Криптографијата беше развиена. Хаш функциите исто така беа развиени. Значи, лицето или лицата, пошто не е познато кој го креира биткоинот се уште, се користи анонимното име Сатоши Накамото, меѓутоа не се знае дали тоа е едно лице или тим од лица. Мислам дека тоа може дури да го направи едно лице или евентуално тимот, ама не голем број на лица, затоа што да се реализира тоа што беше дефинирано во тој така наречен white paper 2008 година, да тоа се преточи во софтвер, може да го направат и многу помалку лица, тоа повеќе е потребно да тоа да се да биде достапно, да биде познато на пазарот, да се рекламира на пазарот и да допре до што е можно поголем број на луѓе. Така што сметам дека може да го реализира дури и едно лице. Не идејата, сакам да ве прашам дека бидејќи постојат веќе неколку технологии кои што се имплементирани во ова, значи не се целосно нови, туку веќе постојат, но некој или некои успеале да ги склопат во едно. Да ги склопат во едно, да. Така. И вие сметате дека тоа не морало да биде ЦИА. Мислам, ова го земам се разбира со резерва, не мора МОСАД да биде, не мора УДБА да биде, туку... Дури не гледам причина зашто тоа би го правеле некакви служби, затоа што тоа овозможува да нема контрола. Обично ние подразбираме дека тие служби сакаат нешто да имаат на увид и да контролираат, а криптовалутите се спротивен концепт на тоа. Да нема контрола, да нема централно тело, да нема регулација, никој да не може да го контролира, да има слобода, да можат дури анонимно да се има одредени криптовалути кои што овозможуваат целосно анонимен трансфер на средства од една на друга сметка и не верувам дека тоа одговара на разузнавачките служби. Напротив, мислам дека тие се борат на нешто спротивно на тоа. Некаква вендета, да. Блокчейн системот е тука многу важен. И повторно во еден разговор со вас кажавте нешто за мене феноменално, рековте целиот универзум е всушност блокчейн. И тоа е малку тешко да се објасни вака во кратки црти, но не обидете се. Јас воопшто не сум размислувал на таков начин, мозок не работи очигледно на таа фреквенција, но затоа се тука луѓето како вас. Целиот блокчейн систем практично е еден вид како да кажам наследство на идејата како функционира универзумот во кој што живееме. Мене тоа ми е феноменално. Блокчейнот всушност е база на податоци. Тоа е отворена, дистрибуирана база на податоци која што се наоѓа на многу компјутери во целиот свет. Тоа е отворена книга. И сите записи во таа база на податоци може да ги гледа било кој. Тие се наоѓа копија од таа база на многу компјутери, кога се додаваат нов блок на податоци во таа база, тој се распространува автоматски на сите тие компјутери. И во последно време, еве, јас читам некои материјали и сум размислувал на таа тема, се појавува се повеќе гледиште кај одредени филозофи, па дури кај физичари се појавува гледиште дека основен градбен елемент, односно блок на универзумот, не е ниту материјата, ниту енергијата, туку дека е информацијата основен градбен блок на некој елемент. Ова е тешко да се разбере, ова е навистина филозофија, поврзана со физика, но... Сега, ако земеме во предвид ние квантната механика, која што го опишува универзумот на микрочестиците, таму имаме дефинирано најмал можен временски интервал. Тој најмал можен временски интервал е така наречено Планково време. И тоа е многу мал временски интервал. Тоа е интервал
5,391 по 10 на минус 44. Значи 44 нули, па има 5,391. Ова е најмалиот временски интервал што може да се постигне. Тоа е најмалиот временски интервал според тоа што ние денес го познаваме како теоретска физика што може да се измери. Значи не постои интервал. Не е прашањето околу тоа дали ние постои подобар инструмент што може да го измери, него денешната теориска физика вика не може да постои помал временски интервал од тоа. Чисто да се разбереме, тоа е ако секундата е знаеме колкав временски интервал, ова ако го вратите со сите можни нули, тоа е една толку мили секунда што не може да се изброи. Многу не може да се изброи. Но идејата што стои позади ова е дека под него не може. Под него, според ова што го познаваме ние денес како теоретска физика, не може. Тука има уште една величина што е интересна, тоа е Планкова должина. Тоа е временскиот интервал што должината што може да ја помине светлината со брзината на светлината за тоа најмало време. И тоа е најмалото растојание што може да се измери. Тоа е значи тие 5,397 по 10 на минус 44 по 300 милиони метри во секунда, 3 по 10 на 8, ќе се добие некаде растојание од 1,616 255 по 10 на минус 35 е точната вредност. Значи тоа е најмалата должина што може да се измери. По таа должина ништо не може да се измери. И значи сега тука се појавуваат филозофски прашања, може нема да имаме доволно време. Јасно ми е, меѓутоа вклучувате дека ова ја менува логиката Ова ја менува логиката. Дали, да речеме, може да размислуваме и да се дебатира дали универзумот е континуален или можеби е дискретен. Можеме ние да речеме прескокнуваме што е движење. Според една елејска филозофска школа, вика движењето е збир од мирување. Збир од мирување. Значи можеби тело кога се движи прескокнува од точка на точка дискретно и тие точки меѓусебно се оддалечени на тоа Планково растојание. Сега ако земеме во предвид да, многу интересно. Ако земеме во предвид дека рековме дека најмалото време што може да се измери е тоа со 10 на минус 44 5,937 по 10 на минус 44, дали можеме да кажеме дека не постои временски не е битно времето што е помало од тоа, бидејќи и нема дали постои таков временски интервал. Значи можеме тогаш универзумот да го посматраме како еден блокчейн во кој што сите информации што ги опишуваат сите честици што постојат во универзумот, заедно со нивните атрибути кои што ги опишуваат сите нивни карактеристики, да се ставаат во еден блок од информации кои што има временски интервал еднакво на Планковото време. И тие блокови се редат еден позади друг. Значи ние сега имаме, например, во универзумот, во познатиот универзум има 10 на 80 атоми, тие се состојат од протони, неутрони, електрони, кваркови и така натаму. Сите тие честици имаат своји карактеристики, тие се опишуваат со некакви атрибути и доколку сите тие информации што ги опишуваат сите тие честици ги ставиме во еден блок и понатаму универзумот транзитира, наредната состојба е во наредниот блок. И секој блок е еднаков на толкаво време да помало не може да биде. Еднаков на најмалиот можен временски интервал. Можеме да размислуваме дека едноставно и самиот универзум е еден блокчейн, една база на податоци во која... Неверојатно, но овдека морам да ве прашам, луѓево што блокчейн системот го смислиле во технологијата, мислите дека ја сватиле оваа филозофија пред сите? Бидејќи обично работите не доаѓаат туку така, некој морал да, не знам. Сега размислувам, малку сме во филозофија, малку сме во физика, малку сме во информатика. Да, но какви се овие луѓе што ова сето го разбрале и потоа направиле систем врз база на тоа? Па има некои теории во светот чега што го опишуваат универзумот. Има квантна механика, има теорија на струни, има, да речеме, теорија која што и кажува дека ние сме симулација, односно нашиот универзум е симулација во на некоја повисока интелигенција. Значи Матрикс. Некои Матрикс. Се појавуваат такви, да речеме, идеи и така натаму. Добро, сега дали тоа се теорија, дали е тоа точно. Не сакаме да веруваме дека сме симулација, се разбира. Не сакаме да веруваме. Јас тоа дека универзумот е блокчейн, база на податоци, не сум го сретнал некој да го напишал, еве, низ размислувања
околу тоа со квантна механика, што Феноменално во последно време го читам, блокчейн, криптовалути и така натаму, можеби некој веќе исто така го кажал, не сум го сретнал, но интересно е како филозофски концепт и идеја. Мене морам да признам ме воодушевува. Да влеземе во една друга тема. Или ајде дека се уште сме кај криптовалутите. Бидејќи ги има навистина многу. Навистина многу. Да, биткоинот е најпознат, најфален, најтргуван и така натаму. Меѓутоа ги има многу. Луѓето често пати и во Македонија влегуваат во оваа трговија, не размислувајќи, веројатно наивно верувајќи дека што и да купите на овој пазар кој што е слободен, либерален и така натаму, порано или подоцна ќе ви се исплати и потоа доаѓа до страшната вистина дека не е така. Односно, често пати тие криптовалути едноставно пропаѓаат, или односно ја губат својата вредност и вашите вложени пари стануваат едно големо ништо. Што е паметно да се држите за главниот, за биткоинот, ги има таму уште 2-3 што се познати, или треба да се ризикува сепак? Па, колку повеќе се ризикува, толку е поголема шансата за профит, но и поголема и шансата за загуба. Зависи. Но ова е вака во се, не само кај криптовалутите. Тоа е така во се. Значи, може да дојде до загуба доколку се инвестира во криптовалути од повеќе аспекти. Едниот и, да речеме, по-нестрашен аспект е да ако некое лице се вклучи во тој бизнис со криптовалути, направи акаунт на некаква берза, најпозната е Binance во светот и најголем обем на тргување има, и таму може да купи одредени криптовалути, може да купи некои криптовалути што сега изгледа дека имаат некаков потенцијал, меѓутоа во иднина брзо го губа тој потенцијал и се губи вредноста. Тоа е по-нестрашниот момент. И сега треба да се проучува, затоа што во моментот има над 20.000 криптовалути, треба лицето кој што сака да се впушти во тоа да го проучи, менаџерскиот тим кој што постои за таа криптовалута, да го прочита тој white paper, односно концепт кој што стои за таа криптовалута. Дали има иднина? Да размисла, дали има иднина, дали нема иднина и така натаму. Ако нема толку време, ресурси, енергија за такво проучување, тогаш најдобро е да се држи и да инвестира во првите 10 кои што ги има на CoinMarketCap. Има еден вебсайт CoinMarketCap. Таму се може да се сортираат, да се редат по различни величини, може да се сортираат по вкупна големина на пазарот, маркет капитализација, и евентуално да инвестира во првите 10 од нив што ги има. Тука се биткоин, етериум, се прилично сигурни да не ризикува многу и со тоа многу се намалува веројатноста да се загубат средствата, затоа што се очекува во иднина дека вредноста на криптовалутите ќе расте од повеќе аспекти. Иако морам да кажам и тука има некои ризици, да речеме, ние светот во наредните 30 години ќе се промени многу повеќе од колку што се промени претходните 30 години. Значи, многу поголеми промени ќе настанат. Не знаеме што ќе се случува. Дали тие криптовалути уште ќе бидат, се надевам дека ќе бидат актуелни, меѓутоа не може тоа да се тврди со 100%. Дополнително мора да се има во предвид постквантум ерата. Квантните компјутери можат да ги загрозат, да ја загрозат сигурноста на блокчейнот, на денешните криптовалути и на други сигурносни системи. А квантните компјутери се повеќе и повеќе се развиваат и се повеќе наоѓаат употреба. Значи, самите криптовалути, базите на податоци, софтверите и механизмите кои што ги користат, мора да ги прилагодат на постквантум ерата. Ако тоа не се случи, тогаш може со употреба на квантни компјутери од јавниот клуч да се добие приватниот клуч, затоа што тие хаш функции имаат одредени можности да се врати назад од јавниот во приватен клуч, а тоа квантните компјутери кои што работат во одредени области со експоненцијално поголема брзина од класичните компјутери, можат да ги пробијат и да го нарушат концептот на криптовалути. Тоа значи тој што ќе има квантен компјутер може да направи ршум, најпросто кажано. Да, може да направи ршум, но се работи на тоа да криптовалутите, го спомнувам само како можност, да се има во предвид тој вид на ризик, работат тие што ги развиваат криптовалутите, што ги одржуваат на постквантум ерата. Дополнително реков дека во наредните 30 години многу ќе се смени светот, не знаеме што ќе се случи. Така што сепак може да
има одредена доза и на несигурност и затоа препорака моја е и за сите што сакаат да се впуштат во тој свет, да внимаваат и да го вложат само тоа што можат да го изгубат, односно што нема да ја загрози нивната стабилност како лице. Многу често во светот на криптовалутите доаѓа до загуба на средства затоа што луѓе се измамени. Има разни луѓе, сајбер криминалци кои што ги користат слабостите на луѓето, непознавањето на одредени теми, така што многу често се случува тие да влажуваат практично во нешто што не постои. Тоа е исто како да отиде некој со реални средства во некоја менувачница и да купи долари кои што се отпечатени на хартија. Значи може да купи нешто што фактички нема никаква вредност и да тоа го гледа во некаква апликација на мобилен телефон, а тоа фактички да нема никаква вредност и буквално кажано е исто како долари отпечатени на фотокопир. Што не вреди ништо. Што не вреди ништо. Значи мора да се проучи, да не се верува на лица кои што ве контактираат преку мобилен телефон, преку Телеграм, преку Вибер, преку Месенџер или преку било каква друга апликација. Треба да се има одредени познавања како да се работи во светот на криптовалутите, за да не дојде до несакани загуби, а знам дека кај многу луѓе има дојдено до прилично големи суми на вакви загуби со измами. Да. Самиот влеговте во приказната со берзите, тоа ми е последната тема за вечерва. Времето ни е за жал кратко, меѓутоа ќе се обидеме. Акции во компании, излегување на берза за многу луѓе исто така е многу примамлива активност во последниве години. Луѓето сакаат да се пробаат, особено откако се отвори тој пазар. Своевремено не можеше секој да тргува на берза, меѓутоа сега се отвори можност за сите и луѓето исто така се обидуваат да направат пари тргувајќи на берзите во светот, што исто така според мене е исто така своевидно коцкање, затоа што едноставно вие не можете 100% да знаете како ќе флуктуираат акциите на берзата. Вие не можете со сигурност да кажете дека оваа или онаа компанија, колку и да е моќна, колку и да е развиена, навистина ќе опстојава во постојан раст и дека вашите пари вложени, напамет зборувам, не знам, 1000 евра за толку и толку акции таму, сигурно ќе пораснат, а луѓето просто, да не земаме сега примери од неодамнешното минато, сакаат нивните 1000 евра за кратко време да станат 10.000 евра или 100.000 евра. Тоа не може баш така. Ворен Бафет, ултра богат човек, кој што и тоа како најмногу ја разбира берзата на светот, вели дека на годишно ниво човек може 10 до 15% прилика да заработи и тоа е тоа. Се на тоа е веќе шпекулација. Меѓутоа човечкото око е такво, луѓето сакаат да си ја пробуваат среќата. Ваш совет за ова? Инвестирање во берза значи дека треба да се имаат прилично комплексни знаења и од финансискиот свет и од технологиите, односно од секторите на компании во кои што се вложува. Значи не е доволно да отворите само ваш акаунт и да речете ај сега јас ми личи дека овие се добри. Најдобро е доколку некој сака да инвестира, а нема доволни познавања ниту од финансии, ниту од технологија, ниту пак од секторите во кои што сака да инвестира, тогаш да направи инвестиција во така наречени инвестициски фондови. Во тие инвестициски фондови има луѓе кои што се професионалци, кои што проучуваат што се случува на берзата, што се случува во одредени сектори, банкарски сектор, здравство, финансии, автомобилска индустрија и така натаму, и знаат како многу подобро да управуваат со средствата за да се добие поголем раст на капиталот што го вложува одредено лице. Инаку може, доколку се нема познавања, да речеме да се инвестира во одредени акции или одредени инструменти кои што се преценети. Се нема добра проценка, тие изгледаат атрактивно на пазарот, името нивно се врти во круговите, тоа е некоја позната компанија, меѓутоа акцијата може да биде прецената. Може цената да биде многу висока и за тоа што го вложувате да добивате многу мала вредност. Вие вложувате. Ќе го земеме примерот со Nvidia, така се нарекува Nvidia, тоа е најпознатата компанија моментално во светот со огромен раст. Одма да се разбереме, ова нема некаква позадинска намера во приказно, го земеме како пример. Или не знам на Илон Маск компанијата Тесла имаат одредена вредност објективна во смисол на материјални средства, на пари и така натаму, и имаат сосема поинаква вредност
врз база на претпоставен развој. Ова малку делува збунувачки, меѓутоа тоа е факт. И таа разлика е толку драстична што боли глава. Да, интересен е примерот што го спомнавте за Nvidia. Таа во моментот е компанија која што има најголема вредност во светот и таа вредност е околу 4,5 трилиони долари, односно 4500 милиарди долари. Тоа е страшни Тоа е пари, да. огромна вредност. И таа компанија, според една анализа што од пред 5 дена, има маркет капитализација, односно вредност, од сите биг фарма компании во светот. Значи, од најголемите фармацевски компании во светот, сите заедно собрани. Има поголема вредност само Pfizer, Nvidia. Мерк, Така. Джонсон, А знаеме Roche. дека тие не се сиромашни, така е. Значи, тие се огромни компании со огромен капитал, со огромни приходи и така натаму. И само една компанија има поголема вредност од нив. Тоа е прилично, да речеме, интересно како феномен. Ако ги земеме финансиските податоци за Nvidia има еден однос price cross book. Значи, цена на акцијата поделено со книговодствена вредност на акцијата. Кај Nvidia тоа е 45. Тоа е прилично висок процент и треба да го имаме тоа во предвид доколку некој сака да инвестира. Тоа значи дека имотот на компанијата по книговодствена вредност е 45 пати помал од пазарната вредност на компанијата. Ова е Значи, нефатно како е возможно воопшто, меѓутоа ете... Да. Значи, компанијата во моментот има имот за 100 милиарди долари, а незината вредност според цената на акцијата е 4500 милиарди долари. Значи, тоа е 45 пати повеќе и тоа може да биде прилично ризично. Во случај А сите од друга страна сакаат да инвестираат бидејќи е најсилната компанија во Тесла е светот. нешто слично на тоа. Маркет капитализацијата на Тесла во моментот е околу 1320 милиарди долари. Price cross book индексот е 17,2, значи пазарната вредност е над 17 пати поголема од книговодствената вредност, што може да представува ризик и треба да се земе како ризик. Може ли ова, чисто за оние што епте не разбираат, да земеме како објаснување? Тоа е како вие да имате ваш стан, кој што чини напамет 100.000 евра, меѓутоа вие велите го продавате за 4,5 милиони И има евра, купувачи што го и има плаќаат. луѓе што викаат, да, добра идеја да го купам за 4,5 милиони, затоа што... Во центар и можеби ќе се смести некој дипломат да плаќа висока провизија. Ова е за мене прешпекулативно, меѓутоа навистина така функционира. Тоа е прилично шпекулативно. Сега има генерално, да речеме, до сега и Ворен Бафет, што го спомнавте претходно, они се... Јас сум повише поборник за нивната филозофија, тоа е така наречено value investing, односно инвестирање во вредносно инвестирање. Парадигмата тука е во тоа инвестирање да се наоѓаат компании кои што имаат потценета вредност, односно имаат фундамент, имаат добар менаџерски тим, имаат сериозен бизнис и вредноста на тие компании моментално на берзата е помала отколку што вреди самата компанија. И да се инвестират во такви потценети акции и тие да се чуваат долг временски период. И сега во последно време станува интересно тоа growth investing, значи инвестирање во раст, во иден раст. Тоа е практично инвестирање во претпоставка дека некој ќе расте. Така, баш точно така, убаво кажано, инвестирање во претпоставка дека таа компанија во иднина ќе заработува многу. И кај тие компании и индикаторот price cross earning и price cross book се многу високи, што се надвор од логиката кај тие што инвестираат според value investing инвестирањето. И самите тие параметри може да донесат добивки и профити, меѓутоа може да бидат и прилично волатилни, односно нестабилни на пазарот. Да речеме сега Nvidia објавува предвидување за продажбата и добивката во наредниот квартал и доколку тоа не се оствари, нивната акција паѓа во такви моменти значително надолу, затоа што самиот асет, односно имот на компанијата е многу помал од тоа што пазарот ја цени. Мене навистина ми е жал што дојавме до крајот на оваа емисија. Професор Орце Симов, ви благодарам за овие навистина креативни работи што ги кажавте, многу интересни од повеќе аспекти. Веројатно ќе треба да потрошиме многу повеќе време и повеќе емисии за сето ова да го објаснуваме подетално, меѓутоа на крајот на крајшто оваа емисија сепак има намера да покаже по нешто, не баш се ова не е. Кој сака да учи може слободно кај вас да покажеме одредени поенти и правци, да. Токму така, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на вас за поканата. Да. И поштовани гледачи, овдека беше крајот на Заспи ако може за оваа вечер.
Јас веднаш ќе ви кажам, мојот стан, ако сака некој да го купи еве за 2 милиони евра, јас слободно ќе му го дадам под претпоставка дека ќе се случат чуда тамо некаде во аеродром и ќе биде навистина прекрасно за вас да го имате 2 милиони евра и мене добро ќе ми дојдат. До тогаш, утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.